Нова недела, нови случувања и нови теми за разговор. Добродојавте во шестата епизода на И што? Темите се: физичка пресметка во Македонското собрание, каков политичар е Мицковски, според Мицковски, судбината на ФК Вардар, отворена јавна покана за сите белосветски криминалци и посета на Србија и Винскиот сајм. На последните пратенички прашања имаше предизвик за предвремени парламентарни избори од страна на премиерот Мицковски. Се разбира, во рок од 48 часа се повлече, бидејќи народот се крена и го убеди да не трошиме пари и време. Месецов се разбира имавме нови пратенички прашања и нов циркус без пари. Еј, ве молам, седете на место, ве молам. Борислав Крмов. Процедурално. Ве молам, седете во место. Седи. Ги молам обезбедувањето да влезе, ве молам. Седете на место. Ве молам, седете. Давам пауза 10 минути. Не, ова не е реприза од Кечари. Кога мислиме дека нема ново дно што може да го допре, Македонското собрание секогаш изненадува. Еден од пратениците на ВМРО ДПМН е навреден од фактот што се спомна името Мицковски надвор од позитивен контекст, кој испцува Пасиев. Тој потоа возврати и тапачката настана. Место да исправуваме кривидрини, кој кого испцул и кој е крив, предлагам да направиме брза пресметка. Претходно случкава ја нарековме циркус без пари, ама не е тоа баш така. Просечната плата на еден македонски пратеник е околу 2500 евра, што значи дека за еден пратеник годишно плаќаме 30.000 евра или 3.600.000 евра за сите 120 пратеници. Тоа е скромна проценка. Тука не пресметуваме патни трошоци, службени патувања и учество во комисии и тела на собранието. Месечно трошиме скромни 300.000 евра за целиот состав на собранието. Во еден месец се состануваат околу 8 до 10 пати, што значи дека една седница не чини помеѓу 30.000 евра и 37.500 евра. Оваа кечерска екзибиција Седи. Ве молам, седете. Ги чинеше граѓаните на Македонија повеќе од 30.000 евра. Само размислете, народе, како се трошат вашите пари. Премиерот Мицковски неделава достави отворена покана за терористите од УЧК, но и криминалци и терористи од цел свет да дојдат во нашата Македонија. Дали се уште на сила потениците за пораничните борци на ОВК од страна на македонските погранични власти? Има 2 или 3 ветерани на УЧК кои стојат во противниците. Дали се сигурни да дојдат во Северна Македонија и да не се плашат од можно апсење? Што се однесува до лица кои што се предмет на потерници, секој оној кој што не ги повредил законите и уставот на Македонија, секој оној кој што нема конфликт со уставот и законите, тогаш слободно може да си дојде, да се прошета, да си ужива и да остане оноку колку што сака. Така што сите оние кои што навистина се во таа насока, јас ги повикувам да дојдат. Ние сме и како луѓе и како граѓани, ние сме гостопримливи. Можам сите да ги поканам да дојдат да уживаат во убавините на мојата татковина и на тој начин да бидат задоволни од нивниот престој таму. Доколку мислите дека ова е извадено надвор од контекст, да ви потврдиме дека премиерот не еднаш, не два, туку 3 пати го повтори истото. Секој оној кој што нема сторено, би рекол, прекршување на законите во Македонија, уставот во Македонија, е слободен да транзитира, да поминува, да престојува и така натаму, и мислам дека така треба тоа да функционира. Јас сум одговорен за законите во Македонија и уставот на Македонија. И мислам дека тука ја задржувам мојата ингеренција во рамките на таа юрисдикција и точно да повторувам дека секој оној кој што ќе ги прекрши уставот и законите на мојата земја, на чија што сум јас претседател на влада, тогаш тој ќе ги сноси последиците соодветно на законите и уставот. Се тоа
кое што е поврзано со нешто друго, трети, четврти земји, тоа е работа на тие раководства на тие земји. Благодарам. Примере, вие не ги каните само членовите на УЧК да гостуваат кај нас. Со оваа порака, вие ги повикувате сите криминалци и терористи од цел свет да дојдат. Се разбира, доколку ги немаат прекршено законите и уставот на Македонија. Може би сето ова има некаква смисла. Сепак директорот на Агенцијата за национална безбедност Бојан Христовски во своето CV има екстензивно искуство во гостителството, туризам и менаџмент. Па тој ќе ги прошета криминалците на сите туристички атракции во Македонија, ќе ги потрошат своите пари и баш кога ќе се опуштат, бам, ќе ги уапси. Кога сме кај македонските атракции, ФК Вардар, број 1 спортски бренд во Македонија, немаше да постои доколку Миленко Неделковски не беше ставен као директор. Значи на некој начин влеговме во таа игра и се согласивме да биде представник заради тоа што тоа е неизбежно и ние не го избираме тоа. Едноставно ни е представено на маса, ситуацијата е ваква. Или Миленко ќе биде во фудбалскиот клуб Вардар или Вардар нема да постои. Така ни го кажа, мора да кажа одмah. Ти одговоривме сега точно, како што ни беше кажано. Структурата која што стои позади Владимир Неловски е таа на која што ја дадовме довербата во однос на ова прашање. И ние не можеме во името на владата некој кој ќе настапи да го одбиеме. Значи Владимир Неловски, кој иначе е поранешен играч на Вардар, а сега шеф на кабинетот на Мицковски, во преговорите со вардарци им кажал дека Вардар нема да постои доколку Миленко Неделковски не е директор. Немаше да има проблем доколку вардарци сами го одбрале Миленко, или пак да имаше било какво искуство со менеджирање на спортски тим, макар и аматерски. Неговите таленти и специфични квалитети веројатно би биле подобро искористени на некој ресор кој се занимава со земјоделие или сточарство. Но што очекуваме од луѓе кои што него ни почитуваат мајчиниот јазик? Премиерот беше на посета во Србија, каде што се сретна со Вучич и Вучевич. Неки састанки ујутро креновме око 10. Mi moramo zajedno krenuti istina, što je danas predsjednik. Hvala. Сутра се враќаме на се. Премиерот место да говори македонски, да го промовира својот јазик и својата култура, тој камелеонски се прешалта да прича српски. Малце безрбетно, така, малце поданички, не државнички. Да не говориме што србите разбираат совршено македонски, па нема ни функционална потреба да говори мицковски српски околу нив. Но можеби не размислувал на тоа и бил сконцентриран на последниот настан на агендата за тој ден – саем на виното. Бруките не застанаа со занемарувањето на македонскиот јазик. Македонските жени исто така беа избрукани. Само ми реци где има оволико, мајка им е дивна. Само да ми кажеш да има оволико лепи жена него у Врању. Тоа е... Има мало и код нас у Македонија. Среќен радост желим. Имало помалку убави жени и кај нас во Македонија. Браво, премиере. Жените се гордеат со вас и тоа како вие ги представувате во светот. Да видиме кој друг бил присутен заедно со премиерот на овој настан. Где Христијан? Где би си изгубио Христијан? Христијан! Не вреди. Христијан, проđи. Сашо, како си, Сашо? Добар ли си, Сашо? Почна Сашо да ми објашњава где е Велес. Иначе, Сашо е член на извршен комитет на ВМРО ДПМН и директор на Фондот за здравство. Да, драги гледачи, тој е директорот на Фондот за здравство во Македонија, Саша Клековски. Присутни беа и министерот за јавна администрација, Горан Минчев, и коректорот на власта, Максим Димитриевски. Се разбира дека директорот може да продава вино на штанд, бидејќи Фондот за здравство е во совршена состојба и нема што да се работи понатаму. Где би си изгубио Христијан? Христијан, проđи. Министерот присуствува со намера да направи каталог на најдобрите вина, што може да се подарат на административците кога преку врски ќе ни завршат работа. А Максим Димитриевски толку совршено ги коригираше и балансираше власта и опозицијата, што кај дај ќе соопштиме совршена утопија во Македонија. Но има и поинтересен гостин кој присуствуваше на сајмот, а тоа е Александар Сорос, син и наследник на Џорџ Сорос, кој што заедно со премиерот Мицковски се шушкаа во позадината. Ние подолго време се сомневавме дека ВМРО има соработка со Сорос, ама ќе оставиме на ваша интерпретација. И за крај една изјава на премиерот Мицковски. Не, видете, мора да разјасниме состојбата. Тоа што беше предмет на стратешка инвестиција во која што беше вклучена грчката Мителинеус, ние жестоко ја критикувавме затоа што цениме дека е штетна таа инвестиција и дека нема да донесе добро за македонските граѓани. И сега би било навистина непристојно 6 месеци потоа само затоа што сега сме влада да го смениме мислењето. Мислам дека
и вие медиумите и граѓаните знаат дека јас така не функционирам. Во ред, премиере, ние нема да коментираме, туку ќе оставиме месечоците да кажат се што има да се каже на темата. Додека сум јас ВМРО, не може да биде завршена работа Преспанскиот договор. Никогаш нема да кажам придавката на новото име. Никогаш, нека ми го земат мандатот. Е резултат на волјата на граѓаните во 91 година, кога огромно мнозинство од оваа држава граѓани рекоа дека ова е Република Македонија. Договорот е штетен, овој договор е против македонските национални интереси и против македонската држава. Се случи чекор назад, правно, легалистички. Тоа е она кое што ВМРО ДПМН се бори и ќе се залага и се залагаш. На нас не се потребни 80 пратеника во собранието. Да, нас не боли и не пече. Тоа што мораме да некогаш ја прифатиме таа реалност, што мора да ја користат оваа придавка. Користите уставното име на државата. Апсолутно, тука не треба никој да има никаква дилема. Видете, уставното име е уставно име. Како ќе го вратиме името? Еве, како ќе го вратиме името? Немате план? Па еве нека ни кажат како ќе го вратиме името, да го вратиме името. Јас бев првиот уште во 2019 кој што кажа дека Преспанскиот договор е реалност. Референдумското прашање ќе се однесува на договорот за добрососедство со Бугарија. Тоа е изворот и почетокот на сите проблеми за Македонија. Следната влада на ВМРО ДПМН е подготвена да седне повторно на маса со владата во Софија и да ги репреговара овие околности кои што ние цениме дека се асимилаторски. Но што доколку референдумот не успее? Еве, ако имаме референдум, што доколку не успее? Ќе го прифатиме ли? Него деламе селосно ставот дека за моделот на одложна примена на уставните измени се потребни промени ниту на преговорачката рамка, ниту на заклучоци. Противуставен, непремилив закон за употреба на јазиците и ние како влада судска одлука мораме да почитуваме која и да е. Дали ќе се укине двојазичност? Во кој смисол да се укине двојазичност? Толку е прашањето. Добро. Премиере, некои министерства не го почитуваат законот за употреба на јазиците, особено во веб страниците и во соопштенијата. Дали имате препорака до тие министри? Па не треба да се почитува секој закон. Законите се за тоа да се почитува. Законот мора да се почитува и во фаза сме на вработување на луѓе кои што ќе испорачуваат до медиумите. И веднаш по формирањето на новата влада ВМРО ДПМН ќе го покрене прашањето за вистинска правда за нашите бранители. Но од кога дојде на власт Мицковски, ова имаше да го каже за нив. Сум јас магионичарот, ниту па некому сум уветил дека утре кога ќе дојде ВМРО на власт, следниот ден тие ќе бидат ослободени, амнестирани и завршена е приказка. 8-20. Никому не сум го ветил, ниту појавно сум го кажал. На функционерите, оние зголемени за 78%, да се вратат на претходно ниво. За неколку месеци од денеска ќе имаме друга влада која што ќе предводи ВМРО ДПМН. Ќе предложите? Апсолутно да, апсолутно да. Апсолутно да. Добро, еве го ветувањето. Поставувам мислите на она одлука на Уставниот суд која што ја донесе кога беше владата на СДСМ и ДУИ. Уставните одлуки мора да се почитуваат. Битно е да нема зголемување. Тоа е важно. Еве, ние отворивме најмалку 10 дилеми кои што се поврзани со овој договор, за кои што сметаме дека се криминални. Поголем криминал од времето на транзицијата. За нас ова представува значаен момент. Денеска конечно може да се види нешто кое што треба да представува дел од оној сон кој што го имаме како влада. И сега ова веќе не е магија, ова не е илузија. Ова е вистина. Не сте вие таков политичар, ни по точка разно.